Јас и моите колеги ова го разбравме како една граѓанска мобилизација каде што ние се приклучуваме во заштита на професионалниот интегритет и професијата, практично. И сметам дека и приватните медиуми, не е вистина дека, нели како што соопштува Сител, имаат право каква сакаат страна да заземат или било што, бидејќи ова е одговорна работа и имаат лиценца да работат како медиум, не е тоа приватно гранапче, имаат обврска кон граѓаните и уставот да ги информираат. Меѓутоа за македонската радиотелевизија одговорноста е многу поголема, заради тоа што не само што граѓаните го плаќаат јавниот сервис, туку заради тоа што тој е национален и граѓаните имаат право на вистината. И ние, бидејќи постојано на делат на опозиција, власти, предавници и патриоти, ние едноставно можеме да се делиме само на професионалци, оние кои не ја почитуваат професијата. Дека ги знаат принципите на информирањето, нашите колеги овде горе во зградата, ние сите знаеме бидејќи сме им биле уредници и тие, сме им го пренеле тоа што ние го работиме. Сега од кои причини тие го изневеруваат тоа, ги изневеруваат тие принципи, не навлегуваме, но едноставно се мобилизираме и сакаме да го кажеме нашиот глас дека едноставно не се согласуваме, се оградуваме од тие колеги кои не ги почитуваат новинарските принципи, не ги спроведуваат, туку едноставно служат влегле во тркалото на пропагандната машинерија. Јас верувам дека ги знаете сите, омилениот лик. Ја морам искрено да кажам дека во овој уредувачки тим што моментално ја прави оваа катастрофална цензура, поголемиот дел од уредниците, за жал, јас си ги викам, тоа се мои деца, затоа што работевме заедно во А1, во Канал 5, ги расневме тие телевизии и они знаат што е професионално работење. Они знаат дека ова што го прават е катастрофа, дека врска нема со професија. Криењето за тој Таратајковски или како се вика, нема врска. Горан Петревски многу убаво знае дека него нарачките му ги прави Мартин Протуџер. И он е извршител директен на Мартин Протуџер и на Никола Груевски. Така да, ако веќе прифатиле таква улога, ја продале професијата и да вика не знам кои се причините. Јас мислам дека знам. Материјални им се причините и ништо друго. И затоа јас викам за нив амнестија во професијата после тоа нема. Ви благодарам. Јас би сакал воедно да дадам втори Драган Антоновски како еден од последните бастиони на објективното мислење на телевизија Сител. Тебе после ти избрка. Јас само сакам да ги потсетам колегите, сите работеле во приватни медиуми, меѓутоа овдека станува збор за државен медиум, овдека станува збор за телевизија која што е столб на новинарството, би требало да биде и може да биде и мора да работат во интерес на граѓаните, не во интерес на политичките, на бизнис елитите, мора да се вратат и да се сетат дека имаат обврска дефинитивно да работат во име на граѓаните, во име на јавноста и да информираат. Они го знаат тоа, знам дека го знаат затоа што сите сме работеле заедно. Треба да се размислат, доколку не можат, тогаш е многу покоректно да се тргнат, освен отколку да служат за пропагандни цели. Само толку би им порачал, нека се сетат на новинарските стандарди. Овде меѓу нас имаме еден поранешен директор на македонската радиотелевизија, господинот Благоја, кој што воедно и наш истакнат писател. Јас би го замолил да ни удостои со неговата чест. Професоре, воедно си повелете, професоре. Ние добро, здраво. Повелете. Благодарам што дојдовте. Па добро, како да не дојде човек? Јас веќе имам 84 години. Честно. Не сум баш млад. И за жал, се помалку сум во можност да бидам борбен. Меѓутоа човек не може да биде нереволтиран од она што се случува со нас во текот на овие 8-9 години. Ваква срамота, ваков срамен режим никогаш не биде. Тоа само можам да ви кажам.
На 84 години собрал и храброст и доблес да дојде на нашиот мал протест. Јас сум 74. Па не изгледате за тоа. Да. Јас сум пензионер, Димко Миленков. Дома 7, пензионер. Имам една диплома во рамена, стои во мојата витрина. На неа пиша професор доктор Димко Миленков, доктор на правни науки. Таа диплома ме прогања у последно време и стално од витрината кај што стои слушам некој тивок и прекорен глас. Докторе, шо правиш? Докторе, каде си? Докторе, каде сте? Докторе, каде идеме? Тоа ме натера да дојдам овде, не сега, доаѓам неколку вечери и да го подржам овој човек овде во неговата мисија, која што е за поздравување. Се надевам и вие го делите моето мислење, затоа сте тука. Сакам да го подсетам и него и вас, накратко, дека така почнал веројатно и Мартин Лутер, кога во 1520 година го дигна гласот против индулгенциите на црквата. Ние денеска имаме индулгенции, не од црквата, него од власта. Кога го слушам гласот на Народната избраничка од Струмица пред некој ден, кога му го известува својот шеф, шефе, нема ниеден што не е казнет во Струмица. Пиштат ракетиран, тоа е индулгенција. Индулгенција не од црквата, тука од власта. Пиштат, шефе, пиштат и плаќат. Од кого пиштат? Зашто пиштат? До кога ќе пиштат? Питам се ја. Затоа сам тука, да го изразам својот револт против оваков начин на владење со државата, да го изразам својот револт против неправдата. Не се срамам од дипломата што имам, но ми тежи, ме прогања, ме остава без пиење. Па се прашам, што прават моите колеги со докторски званија? И во правниот факултет, и во судството, и во обвинителството, и во адвокатурата, и правниците што ги има во овој. Што прават другите интелектуалци? Дошол сам да го кажам својот глас, колку ќе ме чујат, не знам. Ве поддржувам, генерале, продолжите така, јас се надам дека мисијата ќе биде успешна.